Кратки најави за денес. Охрид најпродавана еднодневна екскурзија во соседна Албанија. Поставени пловни препреки на реките Сатеска и Далјан за заштита на Охридското езеро од отпад. Свечено откривање на скулптурата Раката на поетот и поетско читање во пресрет на 35-тото издание на Поетска ноќ во Велестово. Тлото во Турција повторно се тресе, повредени најмалку 23 лица. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и топло со максимални 25 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност и потопло. Утре над британските острови, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и пад на температурите. Слаби локални врнежи од дожд ќе има и на Алпите. Во останатите делови од стариот континент времето претежно сончево со локална облачност и потопло со дневни температури во пораст. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево со локална облачност и потопло време на крајниот југ на полуостровот с големена облачност. Максималните дневни температури од 25 до 31 степен. Во Македонија во сабота свежо и ветровито утро со утрински температури во интервал од 8 до 18 степени, а времето во текот на денот сончево, ветровито и потопло со благ пораст на максималните температури. Тие во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота свежо утро, утринската 13 степени, а времето во текот на денот сончево и потопло со засилен североисточен ветар. Максималната дневна температура 27. Во Охрид во недела и понеделник свежи утро со температура од 14 односно 15 степени, а во текот на денот сончево и топло време со максимални 29 односно 30 степени. Во вторник не очекува сончево време со локална облачност и топло. Вечерта услови за слаб и локален дожд. Минималната 16, дневната 31 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Презентирани и реализираните активности посветени на чистење на нашето најпрепознатливо природно обележје Охридското езеро. Активностите се дел од проектот за општествена одговорност на Скопско на пивара Скопје АД "Наша гордост, наша одговорност". Со средствата собрани од проектот поставени се пловни препреки на реката Сатеска и реката Далјан кои се идентификувани како загадувачи со пловен и пакувачки отпад на Охридското езеро. Спроведени се акции за чистење на крајбрежјето и дното на езерото, како и различни активности кои се фокусирани на подигнување на свесноста за проблемот и едуцирање на општата јавност за решенијата. Поставени пловни препреки на реката Сатеска и реката Далјан, кои се идентификувани како загадувачи со пловен и пакувачки отпад на Охридското езеро, со средства од иницијатива за издвојување 1 денар од секое продадено стаклено шише со специјална етикета од пола литар Скопско и Скопско смут. Станува збор за дел од проектот за општествена одговорност на Скопско на пивара Скопје АД "Наша гордост, наша одговорност", во рамки на кој најважната активност е заштитата на Охридското езеро. Со задоволство ви информирам дека поставивме пловни препреки на реките Сатеска и Далјан во соработка со општините Охрид и Дебрца во избедба на нашиот долгорочен партнер Пакомак. Со ова ќе се спречи влевање на отпад во Охридското езеро и ќе овозможи соодветна селекција и рециклирање на тој отпад. Христина Оджаклиевска, заменик министерка за животна средина и просторно планирање, истакна дека од огромно значење во споставување партнерски однос помеѓу бизнис заедницата и министерството. Се надевам дека денешната средба ќе придонесе кон воспоставување на солиден диалог помеѓу вас како представници на локалната власт и нас од централната власт, бизнис заедницата, новинарите, па и сите останати граѓани, со цел заеднички да придонесеме за заштита на Охридското езеро. Пловните препреки на Сатеска и Далјан ги поставија стручните тимови на Пакомак и ќе функционираат како физичка бариера, која ќе го собира пловниот и пакувачки отпад за истиот да не заврши во Охридското езеро. Ние како Пакомак го имавме поодамна како идеја, и добро е што вакви европски пракси, сакам да кажам, се имплементираат тука со поддршка на приватниот сектор и е добар пример како треба и другите компании да постапуваат. Покрај оваа активност се спроведуваат и акции за чистење на крајбрежјето и дното на езерото, како и различни активности кои се фокусирање на подигнување на свеста за проблемот и едуцирање на општата јавност за решенијата. Она што природата ни го дала како дара, светот го препознава како светско природно наследство. Обврзани сме да го заштитиме, истакна градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Ме радува фактот што токму овој проект е дел од сите конкретни мерки и координирани активности кои се реализираат во насока на обезбедување на одржливо управување на Охридското езеро, како и зачувување на овој уникатен природен басен. Реките Сатеска и Далјан се детектирани како едни од најголемите загадувачи на езерото со цврст отпад и затоа поставувањето на пловни препреки на овие две реки значително ќе придонесе за заштитата на езерската вода. Во досегашните активности се вклучија нуркачки клубови, волонтери и активисти од 3 општини, многу заинтересирани граѓани кои вредно чистеа на неколку локации во и околу езерото. Во акциите спроведени на територијата на општините Охрид, Струга и Дебрца беа собрани 200 вреќи отпад. Зоран Ногачевски, градоначалник на општина Дебрца, истакна дека Дебрца е нераскинлива алка во обезбедување заштита на езерото. Имено реката Сатеска, кажа тој, токму доаѓа од општина Дебрца. И понатаму установуваме посветени на заштита на Охридското езеро. Вие знаете дека во тек е и постапка која што се води преку националното законодавство за репрогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Секако тука остануваат сите оние препораки на реактивната мисија на УНЕСКО која треба да се исполнат. Меѓутоа мислам дека и ваквите активности како што ги спроведува Скопско, треба да представуваат значаен поттик и за други општествено одговорни компании. Активностите се дел од проектот за општествена одговорност на Скопско на пивара Скопје АД, насловен како "Наша гордост, наша одговорност", а во рамки на кој првата активност е заштитата на нашето езеро. Охрид најатрактивна и најпродавана еднодневна екскурзија за странските гости кои летуваат во Албанија. Туристите од Литванија, Полска, Чешка и Латвија со
Со неколку автобуси дневно го посетуваат градот по заштита на УНЕСКО. Најмногу се воодушевени од природата, прошетките по Охридското езеро и бројните културно-историски споменици. Трета година поред Охрид е најпродавана еднодневна екскурзија во соседна Албанија. Се смета за најатрактивна дестинација за бројните странски гости кои летуваат на Јадранското и Јонското море, туристите од Литванија, Полска, Чешка и Латвија. Со неколку автобуси дневно го посетуваат градот под заштита на УНЕСКО. Најмногу се воодушевени од природата, прошетките по Охридското езеро и бројните културно-историски споменици. Every week we're coming with full buses here. Секоја недела доаѓаме со полни автобуси туристи од Литванија. Им се допаѓа историјата, се запознаваат со културата. Забележуваат разлика помеѓу Албанија и Македонија. За нив е голема шанса да ги посетат двете земји. Традиционалната македонска храна и вино, но и прошетките во Националниот парк Галичица се причина плюс за големата заинтересираност на странските гости за земјава. Највише им се свиѓа ово Охридско езеро због Најмногу им се допаѓа Охридското езеро, кое е навистина многу чисто. Понатаму заливот на Коските и историјата како што е Свети Наум, но и самиот град со многобројните цркви, особено Свети Јован Канео, најфотографираната црква. Двата туристички центри на брегот на Охридското езеро и Охрид и Струга оваа сезона бележат голема исполнетост. Туристичките работници очекуваат да се надминат рекордните бројки на ноќевања од 2019 година. Доделени дипломите на матурантите од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Во рамки на свеченоста беа доделени и посебни плакети за значаен успех и придонес за афирмација на училиштето. На пригодна свеченост на сцената на Долни Сарај вчера вечер беа доделени дипломите на матурантите од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи од генерацијата 2022-2023 година. Во име на општина Охрид за постигнатиот успех им честиташе советничката Ана Крстеска. Вашите способности за напорна работа, вашата интелигенција, образованието кое ќе го стекнете ви даваат уникатен статус во општеството, бидејќи токму вие сте суперсилата на нашето општество. И доколку го искористите вашиот глас да им помогнете на безгласните, вашата сила за да им помогнете на немоќните, горди на вас нема да бидат само родителите, туку сите оние на кои сте успеале да им помогнете. Не е потребна магија за да се направат промени во светот. Потребната енергија за промени ја носиме во нас самите, им порача советничката Крстеска. На свеченоста своје обраќање имаше и директорот на училиштето Рисе Јанковски, кој на матурантите им посака успех во иднина. Во рамки на свеченоста беа доделени и посебни плакети за значаен успех и придонес за афирмација на училиштето. На свеченоста присуствуваа и некогашните средношколци од економско, генерација 1972-1973 година, кои оваа година одбележаа голем јубилеј, половина век од нивното матурирање. Во пресрет на 35-тото издание на Поетска ноќ во Велестово, утре 12 август свечено ќе биде откриена скулптурата Раката на поетот од уметникот Никола Пијанманов во кафе Бар Шила во Охрид. Во 18 часот ќе се одржи интернационалното поетско читање Прелудиум, на кое ќе читаат 9 поети од 6 земји. Во пресрет на 35-тото издание на Поетска ноќ во Велестово во сабота 12 август од 13 часот на сред село во Велестово свечено ќе биде откриена скулптурата Раката на поетот од уметникот Никола Пијанманов, инспирирана од песната Есен на големиот германски поет Рајнер Марија Рилке. Скулптурата е донација од уметникот за фестивалот, а реализацијата ја овозможи општина Охрид. Истиот ден со почеток од 18 часот во кафе и бар Шила во Охрид ќе се одржи интернационалното поетско читање Прелудиум пред настан на јубилејната 35-та поетска ноќ во Велестово, на која ќе читаат 9 поети од 5 земји: Марија Дејановиќ од Хрватска, Ким Симонсен од Фарските острови, Танос Гогос од Грција, Марио де Роза од Италија, Марко Грегор од Хрватска, Долорес Атанасова Лори, Ѓоко Здравевски, Марина Икономова Шокева и Сашо Огненовски од Македонија. Меѓународниот поетски фестивал Поетска ноќ во Велестово годинава го слави своето јубилејно 35-то издание, кое ќе биде посветено на поетесите. Поетите Славе Ѓорго Димовски и Јулијана Величковска,
Подготвуваат панорама на македонската поезија пишувана од жени од природбата до денес насловена како Самодиви. Инаку годинешното издание на фестивалот Поетска ноќ во Верлестово ќе се одржи од 18 до 20 август во Верлестово. Турска вечер со трио Векандо вечерва на Охридско лето. Утре вечер украинска вечера, во недела интернационален семинар за виолина, виола и камерна музика и настап на македонското трио Аура. Турска вечер со трио Векандо вечерва на Охридско лето. Членовите на триото Векандо се наградувани млади музичари, но пред се тие се водени од силна желба за заедничко музицирање, кое ги прави нивните настапи на вистина посебни. Концертот ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Утре вечер, 12 август, украинска вечер на Охридско лето. Ке настапи Алексеј Ботвинов, исклучителен пианист, музички иноватор и продуцент. Тој е еден од најзначајните украински пианисти и се смета за еден од најдобрите интерпретатори на музиката на Сергеј Рахманинов. Ботвинов истовремено е единствениот пианист во светот кој на сцена ги има изведено Голдберг вариациите на Бах повеќе од 300 пати. Концертот е во црквата Света Софија со почеток од 21 часот. Во недела, 13 август, интернационален семинар за виолина, виола и камерна музика под уметничко раководство на виолинистот Емилио Перцан. Овој семинар постои од 2009 година. Првите 3 години се одржуваше во Истра, Република Хрватска, за од 2014 година со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија да продолжи да се одржува во Охрид. Семинарот го посетуваат млади виолинисти од Русија, Германија, Австрија, Хрватска, Грција, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина и Македонија, а до сега на семинарите учествувале повеќе од 150 ученици и студенти од овие, но и од други земји. Како дел од семинарот, традиционално се организираат и завршни концерти на најуспешните учесници, па така и оваа година тие ќе се представат со концерт во рамките на фестивалот Охридско лето. Концертот ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 17 часот, а во редовниот термин од 21 часот, исто во црквата Света Софија, ќе настапи реномираниот камерен состав триото Аура, кој го сочинуваат истакнати македонски музички уметници, флейтистот Страшо Темков, пианистката Ана Гацева и фаготистот Маријан Милошевски. Следуваат вестите од светот. Немалку 23 лица се повредени во земјотрес во Јужна Турција синоќа. Земјотрес бил со јачина од 5,2 степени по Рихтер. Како што пренесува ИБС, турските власти потврдиле дека епицентарот на земјотресот бил во градот Јесилјурт во провинцијата Малатија, а земјотресот бил почувствуван и во Адијаман. Снимките се од Малатија, Турција, каде што силно бил погоден земјотресот. И двете провинции биле погодени од разорни земјотреси во февруари годинава, каде загинаа најмалку 50.000 луѓе во Турција и во Сирија. Турскиот министер за здравство Фахретин Коџа во објава на социјалните мрежи рече дека повредите здобиени во Малатија и Адијаман се состоеле од падови и луѓе кои се фрлеле од згради за да не бидат згмечени под урнатините. Велика Британија бележи зголемување на бројот на заразени од COVID-19 во последните недели, при што се проценува дека повеќе од 800.000 луѓе го имаат новиот вид. Еден од 7 случаи на национално ниво сега се препишува на новата варијанта Ерис, бидејќи случаите на вирусот продолжуваат да се зголемуваат кај сите возрастни групи. Ерис, под варијанта на Омикрон, обвинета за напливот, пристигна во Велика Британија на почетокот на мај и беше додадена на нејзината листа од Светската здравствена организација под идентификација EG5.1. За сега тоа не е причина за загриженост. Постојат голем број симптоми на кои лекарите велат дека луѓето треба да внимаваат со оваа подваријанта. Повеќе од нив се слични на веќе познатите симптоми на Омикрон, како болки во грлото, течење на нос, затнат нос, кивање, кашлица, главоболка, рапав глас, болки во мускулите и изменето сетило за мирис. Сепак отежнатото дишење, губење чувство за мирис и треска повеќе не се главните симптоми. Симптоми на варијантата Ерис се воспалено грло, течење на нос, затнат нос, кивавица, сува кашлица, главоболка, влажна кашлица, рапав глас, болка во мускулите и променет мирис. Русите бомбардираа хотел во кој се одржува детски камп во Украина. Во нападот на хотел во Запорожје најмалку 16 лица се повредени, меѓу кои 4 деца, изјави шефот на регионалната воена администрација. Меѓу повредените деца има и 3-годишно девојче. Едно лице е убиено во нападот, соопштија властите. Во областа Харков по руско гранатирање на едно село една жена загина, двајца мажи се повредени, изјави шефот на воената управа на регионот Харков. Украинското министерство за одбрана соопшти дека во хотелот кој вчера го ракетираа руските сили се одржува
во детски камп, односно работилници, активностите на дневниот камп завршиле 1 час пред нападот. Хотелот често го користи персоналот на Обединетите нации и членовите на други хуманитарни организации. Русија денес го лансираше своето прво вселенско летало за слетување на месечината по 47 години во обид да биде првата сила што ќе изврши меко слетување на јужниот пол на месечината, регион за кој се верува дека содржи џебови со воден мраз. Ракетата Сојуз 2-1В, што го носи вселенското летало Луна 25, беше лансирана од космодромот во Сточни на 5550 км источно од Москва во 2 часот и 11 минути по московско време. Лендерот треба да слета на месечината на 23 август, објави Руската вселенска агенција. Руската лунарна мисија прва од 1976 година за да се надпреварува со Индија, која минатиот месец го испрати својот лунарен лендер Чандрајан 3 и со САД и Кина земи со напредни програми за истражување на месечината. Со векови астрономите се прашувале за вода на месечината, природниот сателит на Земјата 100 пати посува од пустината Сахара. Мапите на НАСА во 2018 покажаат дека воден мраз во делови на месечината во сенка, а во 2020 година НАСА го потврди постоењето на вода во областите осветлени од сонцето. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата, пријатно.